800 евра за мегават час е цена за пропаст на сите компании, кои од нив ќе ја преживеат, а кои ќе застанат со работа, не можејќи да го издржат големиот финансиски удар. Ова веќе представува една многу сериозна состојба, кој ќе преживее они кои што се најмокни, они кои што се најмокни, они кои што имаат најмногу финансиски средства или они кои што веќе го предвиделе тоа да инвестираат во некои алтернативни извори на енергија. Најверојатно ќе следи ограничување на цената, значи структурни реформи на пазарот на струја во Европа, ограничување на цената ќе следи, а не лошо, значи нашата земја веќе да превзема некои вакви работи. Едно од засолнишата на компаниите е итно инсталирање на фотоволтаици на кровните конструкции, нешто кое во Штип и регионот веќе се прави, но дали сите компании за тоа имаат пари и дали навреме собствената струја ќе ја имаат на располагање? Монтажата на фотоволтаичен сончев систем на индустријски објект не трае долго време. Например, капацитет од некаде 20 или 30 киловати, тој се монтира за 2 до 3 дена. Значи, брзо оди процесот на монтажата. Цената обично оди околу 1 евро од 1 ват. Или, ако е 30 киловата, например, централата, таа би коштала околу 30.000 евра. Значи, зборам паушално. Може да би од 0,9 па до 1,3, зависно каква опрема се вградува. Сега, многу е долг пат од административно да се целокупното тоа обезбеди. Тој пат порано беше околу 6 месеци, сега е скратен за 2-3 месеци, меѓутоа тоа е сепак долг период на вадење на документи. Во меѓувреме, очите на сите им се на берзите, очено очекувајќи понески цени и спас. Растот ќе биде до март, значи од март може да се очекува веќе намалување на цената. Со оглед на стопанската структура и финансискиот потенцијал, први на удар се трудоинтензивните компании. Тие се очевидно изложени на голем ризик од запирање на работењето, затоа што огромни раст на цената на струјата, која сега на берзи се движе веќе над 700 евра за мегават, што е 10 пати повеќе него лани, и во ова гранка, каде што можеби учеството на струјата не е како што да речеме во пекарската индустрија или не знам во некоја друга индустрија, но сепак е драстично, така да сметките на струја може да дојдат и до 50% од трошоците за плати на овие компании, што веќе е стварно неиздржливо. Сепак, освен компаниите од овој сектор, енергетскиот удар не може да го поднесат и компании од други моќни сектори. Директно или индиректно, сите тие признаваат немоќ наспроти енормните сметки за струја. Некои од нив веќе добија сметки во износ од 50 до 150.000 евра, што е 10-кратно повеќе од досегашното. Ова се цени кои ни еден бизнис самостојно не може да ги абсорбира. И по цена на загуби нема да може, бидејќи сумите се вртоглави, а патот кон пропаста е се поизвесен. Истакна менаџерот на виничкиот кондиторски гигант Мак Прогрес.